Добар ден, драги ученици! Моето име е Жарко Алексовски. Предавам во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковце. Денеска ќе ви презентирам онлайн лекција по предметот географија за 9-то одделение. Оваа учебна година ученици ја почнуваме со континентот Африка, тоест географска положба, големина и откривање на континентот. Во разговор помеѓу вас и вашиот предметен наставник ќе треба да го презентирате следното: за кои континенти учевте минатата година и кои останаа за изучување, што е карактеристично за континентот Африка и каде се наоѓа континентот Африка. Воедно, сите вие ученици ќе имате за задача да се обидете да го пронајдете колку километри оддалечена Африка од другите континенти и на карта да ги пронајдете океаните и морињата што се наоѓаат околу континентот Африка. Че ова вие ученици континентот Африка, колку далечен од другите континенти од останатите и да пронајдете кои мориња и океани се наоѓаат околу овој континент. За да успееме успешно да ја реализираме оваа лекција, сите вас ќе ви биде потребно пенкало, тетрадка и карта на свет, а може и атлас. Ако сте спремни ученици, може да започнеме. Прво и основно да видиме за географската положба на Африка. Че Африка е континент што има централна положба на земјата. Низ неа поминуваат екваторот и почетниот меридијан или Гринич. Континентот Африка се наоѓа меѓу Средоземното море на север, од Средоземното море, Црвеното море на североисток, Црвеното море, Индискиот океан на исток и Атлантскиот океан на запад. Значи да повторим уште еднаш. Континентот Африка се наоѓа меѓу Средоземното море на север, Црвеното море североисток, Индискиот океан на исток и Атлантскиот океан на запад. Треба да видиме за големината на Африка. Африка е целина која се протега на двете страни од екваторот. Значи тука поминува екваторот и континентот го дели на два дела, северно и јужно. Купната површина на овој континент изнесува 30,3 милиони километри квадратни. На оваа површина од 30,3 милиони километри квадратни има вкупно 54 држави, како што се Алжир, Либија, Египет, Судан, Нигер, Нигерија, Конго, Кенија и други. И во овие 54 држави живеат вкупно 956 милиони жители. Значи, на овој континент има 54 држави, тука живеат 956 милиони жители. Да видиме како е откриен континентот Африка. Африка, како дел од познатиот така наречен Стар свет, познаевте претходно дека по Стар свет припаѓаат континентите Европа, Азија и Африка, секогаш била во тесна врска со Европа и со Азија. Останатите делови од овој континент се откриени негде по 15 век, тоест по големите географски откритија, кога морепловецот Васко де Гама, поаѓајќи од Португалија, покрај западниот брег на Африка, стигнал до најјужната точка на континентот, тоест ртот Добра Надеж, потоа покрај источниот брег, покрај островот Мадагаскар, се до Индија. Значи, ова е патувањето на Васко де Гама, кое се одвивало од 1497 до 1498 година. Значи, од Португалија, покрај западниот брег на Африка, стигнал до ртот Добра Надеж, потоа продолжил по
источните брегови покрај островот Мадагаскар, стигнал до Индија. Најпознат истражувач во внатрешноста на Африка е истражувачот Дејвид Ливингстон. Туку ученици имаме речник на појми. Тоа е област каде што се опишуваат појмите кои што ги запознавме во денешната лекција. Значи, Африка е континент со централна положба на земјата, кој од сите страни е закупени со вода, само со Азија е со копно. Гибралтарскиот проток. Тоа е природен морски отвор кој ги поврзува Средоземното море и Атлантскиот океан. Широчината му изнесува само 14 километри. Гранична линија е природна или административно повлечена линија со која се објавуваат географските просторни целини. Суескиот канал е вештачки пловен пат кој ги поврзува Средоземното и Црвеното море. Суескиот канал е всушност каналот кој што ги поврзува Средоземното и Црвеното море, тоест континентот Африка го одделува од континентот Азија. Сега за крај, ученици, ќе стопирате оваа видео презентација, бидејќи имате 6 прашања кои се за домашна задача, кои ќе треба да ги одговорите и да ги презентирате пред вашиот предметен наставник. Значи, каква положба има Африка во светот? Со кои океани и мориња е окружен континентот Африка? Кои географски линии поминуваат низ Африка? Колкава површина зафаќа Африка и колку број на жители има? Историски гледано, со кој континент Африка имала најголеми комуникации и кои истражувачи се најважни во нејзиното откривање. Ќе ги запишете овие 6 прашања во вашата тетрадка и ќе дадете соодветен одговор. Тој одговор ќе го презентирате пред вашиот предметен наставник, кој согласно неговите знаења ќе ви даде соодветна оценка. Ви благодарам, ученици, за изведеното време што слушате мојата денешна видео презентација. Се надевам дека успешно ви ги доловив овие работи. И имајте убав и пријатен ден.